Кога ќе седиме ко петелот со вратот да ни ја скинат главата? Сите се исплашени да критикуваат, пошто се исплашени од последиците. Затоа не трпи критика владата. И она е партнер у секој аспект од нашето живење. И бизнисот и воопште. На крајот цената си ја плативме ние, па сега требаше да бидеме конструктивни, како не треба, немојте сега, видите, има други проблеми таму, со уставот и така натаму, немојте за струјата повторно. Не за струјата секоја недела. Тоа е втора ставка во потружувачката на секоја фирма. Една се изгоревме. Сега јас прашувам. Јас знам дека во животот еднаш е дозволено да сгреши. Два пати си будала, трет пат си идиот. Ние ќе дозволиме или втор пат сега да бидеме изиграни? Кај мене се дојдени стотици бизнисмени кои што викат страм да ви е бе, носите сировини од цел свет, од Јапан до Канада, не сте способни струја да си набавите. Одите ги лижите тамо во владата, што прв пат во животот слушнале за струја. Мали и средни предпријатија, окей, мали и средни предпријатија, тоа ми е јасно. Ама што ни е локомотивава која загубиме? Кај ќе одат малите и средни? Не зборуваме овде за озбилни работи. Без ова работа не функционира ништо, крвото ке на држава. А на патена држава има малку мажи и бизнисмени, а жени има уште помалку. Сите ги напуниле гаќите од императорот Зоќе и неговиот хибриден режим. Бизнисмените, иако немаат обврска, испоизменија имиња на фирми и производи само да му угодат на црпнатиот од Господ. Тие со завршени коледжи, со милиони инвестиции, а тој со својата визија на пеколот. Ама мора да се дудла таму каде што нормалните секаде во светот покажуваат став. Затоа што капиталот е закон, не политиката. Разговарав и јас со неколку бизнисмени за спонзорирање на шоуто преку Тасевски, кое со само 3 емисии и клиповите од нив има преку 200.000 прегледи на YouTube за само 3 недели, и овие бизнисмениве им викаат нема пари, се плашале. А ја онака зачудено ги прашувам, од што се плашите бе? Од ковид, од мечка, од војна, или па се плашите од жените дома? Кажете од што се плашите? Не бе, вика, знаеш, човек, може овој премиеров да не стави на пик ако ти дадеме за реклама, ако помогнеме. Аха, викам, се плашите во 21. век да дадете реклама во земја кандидат за ЕУ и членка на НАТО. Ало бе, амбасадори, ова ли е таа демократија кога бизнисмените се плашат да се рекламираат во успешно шоу? Ова ли е тој живот, слободен пазар, споредба на квалитет како во ЕУ? Ова е тоа, кога бизнисмени кои вложиле милиони долари се плашат и полнат гаќи, прво од Груја и Мијалков, а сега од овие браќава на власт. Кога некој се плаши, тоа се вика диктатура, режим, апартхејд, нацизам, фашизам. Или така треба можеби да изгледа сега животот во Македонија, не знам, кажете вие. Се што е критички настроена мисла со аргументи да умре, да затре, да се осиромаши, да нема за храна, да е прогонувано, а другото сето е демократија според вас, така? Па, драги амбасадори, да си знаете што поддржувате. Поддржувате страв. Страв кај бизнисот, страв кај инвеститорите и корупција поддржувате. И пропаст во ликот на делото на тој што го создадовте, а кога ќе има промени, ќе ви јавам. Ама не се надевам искрено дека ќе има промени, затоа што ако вие им ги видевте лицата на бизнисмените со кои што зборував, и вие ќе се уплашевте, право да ви кажам. Сте го читале, кажете ми, Франкенштајн од Мери Шели? Кога ќе создадеш страшило, тоа секогаш на крајот доаѓа по тебе. Јас ќе се одржам, вака или онака. Јас сум во романот од тие селјаците со вилите. Прочитајте си ја уште еднаш книгата, а вие храбрите патриотите наскоро ќе добиете можност и да му помогнете на ова шоу да опстане во оваа мала бара на крокодили. Само следете ја секоја наредна епизода и секој клип и се ќе биде супер.